Нема опасност од поплави во Пелагонискиот регион. Првиот ризик од почетокот на оваа година при топењето на снегот и дождовите кои ја зафатија територијата на Република Македонија беше тест дека на Пелагонија нема да и се повтори 2015 година. Следи уште еден бран на врнежи и топење на снегот кој остана на повисоките места, но надлежните смируваат. Река Црна како главен реципиент во овој регион во моментот има ниско ниво на водостој. Следејќи ја состојбата на главниот реципиент на овој дел од државата, реката Црна, можам да кажам дека во наредниот период не би требало да се очекува дека ќе има поплави, имајќи во предвид дека нивото на реката во деновите кога имаше интензивно топење на снегот и имаше интензивни врнежи на дожд, ние ја следевме и водостојот во тие критични денови беше 1,6 метри, а највисоката максималната кота на река Црна е 4,95 метри. Во изминатите 2 години беа преземени низа активности за санација на штетите кои беа предизвикани од поплавите, а во рамки на акцијскиот план беше спроведено и чистење на речните корита. Ние имаме 4, би рекол, критични реки. Тоа се Црна, која што е во овој дел на државата, Струмица, Вардар и Брегалница. Така што веќе работиме на санација и на Црна во изминатите 2 години, година и пол, и на река Струмица, така што во овој период веќе се нормализира состојбата на реките и очекувам дека како главни реципиенти можат да одговорат на задачата која што имаат, а и ние како водостопанско предпријатие. Директорот на АДА Водостопанство информираше и дека во текот на 2016 година на териториите на општините Битола, Новаци и Могила исчистена е каналска мрежа во должина од 32 километри, како и речна мрежа во должина од 3,2 километри, а за тековната 2017 година планирано е ова предпријатие да работи на чистење на каналска мрежа во должина од 30 километри, но секако и онаму каде што ќе се јави потреба за локалното население.